Од 100 до 150 бездомни куќиња се заловуваат на годишно ниво на територијата на Куманово, информираат надлежните од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков. Бројката на куќињата скитници од година в година се зголемува, велат ветеринарите, а најголемиот проблем е несовесното чување на животните. Ветеринарните центри заедно со Агенцијата за храна и Сдруженијата за заштита на животните се залагаат за системско решавање на проблемот преку иницирање значајни измени на Законот за заштита и благосостојба на животните. Бездомните куќиња кои се истретирани, социјализирани и повторно вратени на улица никогаш нема да нападнат човек, освен ако не чувствуваат опасност по својот живот, вели Зоран Пешевски, директор на ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово. По преговори сме со Агенцијата за храна и со Сдруженијата на заштита на животните да изнајдеме модел да го промениме системски, системски да го промениме начинот на тоа. Законот за благосостојба треба да претрпи големи измени, меѓутоа во корекција со луѓето кои ја даваат таа работа, луѓето кои ја контролираат, општинарите, луѓето кои ги заштитуваат. Најголем проблем овдена, секако можам да нагласам дека овие животни, овие домашни куќиња или куќиња скитници не ги произведува агенцијата, не ги произведува општината, не ги произведуваат прифатилиштата, нити ги произведуваат здруженијата. Сите ние се грижиме да ги најхумано згрижиме тие животни. Овдена е посебен мој апел на несовесното чување на животни. Би ги замолил граѓаните кои не се способни да ги чуваат своите животни или потомството од своите животни, да ги стерилизираат куќињата, машките, женските, да не ги пуштат во колку не можат да контактираат или со здруженијата каде што ги понудат тие животни да бидат вдомени или пак со нас прифатилиштата, колку капацитет имаме да им помогнеме, толку. Мислам дека тоа може да се реши, меѓутоа треба да се појде горе. Законот комплетно треба да се смени во согласно со овие 3-4 параметри кои се агенцијата, општините, здруженијата и прифатилишта кои ќе направат безбеден систем, не да ги уништиме, него да го намалиме масовно производството и на куќиња скитници, а оно што ќе заловиме хумано да го стретираме, дали да го вдомиме, дали како треба тоа, ќе кажат тие институции. Ние имаме евиденција за заловување, например, конкретно во Куманово заловуваме секоја година 100 до 150 куќиња, најмалку куќиња скитници, од кои, да ви кажам, секоја година повеќе и повеќе. Сите, можам да кажам на граѓаните дека сите овие куќиња скитници, кои ќе видат со обетка во разна боја, ова година беше бела боја, пред тоа беше жолта или плава боја, помаранџаста. Сите тие се стерилизирани, машки и женски. Тие не можат да раѓаат, не можат да прават потомство, меѓутоа тие се и социјализирани, тие се тестирани на социјализација, што значи дека ниедно куќе кое е агресивно не е вратено со обетка. Затоа ги молам граѓаните да не ги нападат. Тоа куќе нема теоретски шанси да нападне некој во колку не осети опасност по свој собствен живот. Тоа никогаш нема да нападне. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово во текот на вчерашниот ден и ноќеска привеле 2 лица осомничени за кражби. Ноќеска во раните утрински часови полицијата открила на дело 30-годишен жител на селото Романовце. Тој бил затекнат внатре во куќа во истото село додека се обидувал да одземе предмети. Претходно вчера попладне бил лишен од слобода и 32-годишен кумановец. Тој се сомничи дека на првиот ден од новата година насилно влегол во деловен простор на градскиот плоштад Нова Југославија и извршил кражба. Двајцата се задржани во полициска станица и по целосно документирање на случаите ќе следат соодветни пријави. Општина Куманово одвои 8 милиони денари за зимско одржување на улиците, патиштата, тротоарите и јавно-прометните површини во Куманово. Јавното предпријатие Чистота и зеленило засега обезбеди 25 тони сол и е подготвено успешно да одговори на работната задача, информира директорот Сашо Томиќ.
Екипите на зимската служба на претпријатието во текот на вчерашниот ден беа активно ангажирани на терен да извршат растурање на сол по улиците во централното градско подрачје, како и во приградските населби со цел да се спречи појава на замрзнување и да се обезбеди безбедно движење на сите учесници во сообраќајот. Наши екипи излегува на градските плоштади, тротоарите, пред општината, пред судот, пред поштата, значи оние места кои се во централно градско подрачје, интервениравме на плоштадите, на скалите, кај што доаѓа до фреквенција, до движење на луѓето, значи се со цел да ги одмрзнеме тие места, да не дојде до некои несакани последици, како паѓање на луѓето, на нашите сограѓани. Интервениравме, мислам дека успешно одговоривме на таа задача. Значи, интервениравме во вечерните часови со наши машини, успешно се справивме со тоа, значи се со цел да не дојде до некои голомразици, да извршиме одредена превенција, да не дојде до некои несакани последици. Од 12 јануари до 12 февруари годинава граѓаните може да поднесуваат барања за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2026 година и барања за обезбедување на помош за домување за 2026 година, објави општина Куманово. Барањата со потребната документација се доставуваат до архива на општина Куманово. Инаку субвенционирање на трошоци за комунални услуги може да користат повеќе категории. Стечени работници кои живеат на територија на општина Куманово, кои не стекнале право на материјално обезбедување, самохрани родители, згрижувачки семејства, деца без родители, приматели на право на социјална сигурност за стари лица, лица кои живеат на територија на општина Куманово со навршени 26 години возраст, односно интелектуална попреченост, телесна попреченост, слепо и слабовидно лице и глуво и наглуво лице и Даунов синдром, приматели на право на посебен додаток, приматели на гарантирана минимална помош. Право на субвенционирање на трошоци за кирија ќе може да го користат лицата кои имаат статус на корисници на гарантирана минимална помош, материјално и стамбено необезбедени, корисници на социјална сигурност за стари лица и жртви на семено насилство. Во организација на Друштвото на писатели од Куманово, вчера вечер во Занаетчиски дом се одржа промоција на првата аудио книга под наслов Божиќен стихосбор, објави општина Куманово. Според објавата, присутните имале можност да проследат и видео презентација на активностите околу организација на овој настан, се до пристигнувањето на бадниковата поворка на градскиот плоштад, кога стотици деца традиционално го најавија Христовото раѓање. На настанот се обрати Елизабета Павловска, председателка на Друштвото на писатели од Куманово, а беа доделени признанија и символични награди за најдобрите божикни творби на ученици од општинските основни и средни училишта. Се доделија и благодарници на сите учесници кои дадоа свој придонес во создавањето на аудио книгата и помогнаа да се реализира овој традиционален културен проект. Во рамките на културно-уметничката програма настапија членови на хорот при Основното музичко училиште Панче Пешев со интерпретација на божикни песни Каланди. Општина Куманово и Центарот за развој на третиот североисточен регион се партнери на општина Кјустендил во реализација на проектот Урбано раззеленување за поздраво дишење. Целта е да се создаде одржлива функционална врска помеѓу природните и планираните елементи на зелениот систем во урбанизираната прекугранична средина Кјустендил Куманово. Преку проектот функционалност на зелената инфраструктура ќе се обезбедат повеќе кратни придобивки за населението, од подобрување на квалитетот на воздухот и подобрување на урбаните целини до промовирање на екоиновации и одржлив урбан развој. Во исто време природната средина ќе биде зачувана и развиена, создавајќи поздрава и попријатна урбана средина за жителите. Проектот ќе се спроведува до 31 декември 2026 година со вкупен буџет од 541.709 евра, распределен помеѓу партнерите општина Кјустендил, општина Куманово и Центар за развој на третиот североисточен плански регион.
Клучни активности во општина Куманово преку проектот ќе бидат изградба на зелена површина за управување со дождовницата кај спортската сала во Куманово, создавање на 2 алпиниума во средното училиште Перо Наков и поставување на урбана опрема, садење на 220 дрвја по должината на булеварот Октомвриска револуција со поставување на клупи и канти за отпад, садење на 137 дрвја по должината на булеварот Трета македонска ударна бригада со поставување на клупи и канти за отпад, поставување на зелен зид на паркингот на плоштадот Маршал Тито со систем за наводнување капка по капка и хортикултурно уредување, засадување на 16 дрва во дворот на Техничкото училиште, училишниот дом професор Мијалковиќ во Куманово. Министерството за социјална политика, демографија и млади информира дека во тек е исплатата на следните социјални права. Посебен додаток, парична помош за попреченост и туѓа нега за месец декември 2025 година. Корисниците на парични права кои што поседуваат дебитна картичка може да подигнат готовина на банкоматите на банките, да ги користат средствата за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство. Истите денеска може да ги подигнат средствата во сите отворени филијали и експозитури на банките, соопшти Министерството.